Почитувани, добро вечер. Започнува емисијата Здравието е се на Канал 8. Вечерва зборуваме за вакцините, оние кои се според календарот за имунизација кај нас, кои ги примаат нашите деца, со посебен акцент на МРП вакцината, која се прима на 1 година и која е поврзана често со аутизам кај децата, појавата на оваа болест, и ХПВ вакцината, за која постои дилема помеѓу родителите дали нивните 12 годишни девојчиња треба да ја примаат или не. Разговараме со доктор Марија Тодоров, лекар по општа медицина, инаку вработена во работна единица вакцинација при здравствениот дом во Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8 и во емисијата. Добро вечер и благодарам на поканата. Најпрво јас кажам во најавата, нели дека ќе зборуваме за вакцините со посебен акцент на овие две за кои има дилеми во јавноста. Што е имунизација и зошто треба да се имунизираат децата? Имунизација, поточно вакцинација, е една од најуспешните мерки за заштита на населението од појава на едно заразно заболување. Знаеме дека годишно околу 10 милиони деца умираат испод 5 годишна возраст, а од кои 1/4 се деца кои може да се превенираат со имунизација, односно вакцинација. Кај нас во Македонија за прв пат во 1948 година е воведена вакцината против туберкулоза, а потоа иде вакцината против дифтерија, тетанус, полиомиелитис, против детска парализа. 2004 година е воведена вакцината против хепатит Б или ХБ вакцина, која е доста битна. 2008 против хемофилус инфлуенца тип Б и 2009 вакцина против хумани папилома вирус или ХПВ вакцина. Тоа е во однос на имунизацијата, но ќе објасниме што е всушност вакцината и кои типови на вакцина кај нас постојат, па ќе го покажеме и календарот на имунизација која е кај нас во Македонија. Вакцината не е лек, вакцината штити од појава на болест, инвалидитет и зараза. Она се добива, значи може да постои жива вакцина која содржи живи тела, значи вируси во овој случај, кои се стабилизирани на тај начин да нивната способност е намалена да предизвикува болест, така наречени атенуисани, што значи да во самиот организма нема да предизвикува болест, али ќе го потекне имунолошкиот одговор да створи антитела према тој вирус. Мртвата вакцина содржи токсоид, тој уствари протеин кој е сличен на токсинот, али намалена способност да ствара болест во организмот, али да ствара антитела против таа болест. Имаме рекомбинантна или вакцина која е добиена по пат на генетички инженери, како што е вакцината против ХПВ вирусот. Тоа е во однос на вакцината, ја го споменав календарот на имунизација, па можеме тука да објасниме кратко кои вакцини ги примаат нашите деца во Македонија. Тука ќе го покажеме календарот. Во Македонија од самото раѓање на бебето. Да, во Македонија постои календар на имунизација кој е обовезателен и задолжителни кој е задолжителен, кој опфаќа од 0 месеци, значи од самото раѓање до 18 годишна возраст. Уште во самите породилишта, кога се бебето роди, прима вакцина против туберкулоза или така наречена БСЖ вакцина. Тоа е вакцина, тоа е жива вакцина која се вносува интрадермално и содржи атенуисани, ослабени клетки против предизвикувачот на туберкулоза. Од самото раѓање на бебето, значи од 0 месеци, во самото породилиште, во првите 24 часа, бебето прима вакцина против туберкулоза. Тоа е жива вакцина, која се аплицира интрадермално во самата кожа и содржи атенуисани, значи ослабени предизвикувачи на против бацилус туберкулоза. Исто во рок од 24 часа се прима вакцина против хепатит Б. Доста важна вакцина, затоа што имаме доста мајки кои се ХБС антиген позитивни, значи мајки кои се носители на хепатит Б болеста, знаеме дека она е неизлечива и детето за се заштити од самата мајка ја прима ова вакцина. Ова вакцина иде во 3 дози, значи на самото раѓање, месец дена од првата доза и втората доза е на 5 месеци од втората, односно 6 месеци од првата доза. Тоа е, да напоменам, дека е мртва вакцина. Следните вакцини започнуваат негде од 2,5 месеци, значи 10 дена пред да наполни детето
3 месеца. Значи тоа се вакцините Дитепер, односно вакцина против дифтерија, тетанус и пертузис, вакцина против хемофилус инфлуенца тип Б и имаме полио вакцина. Ова полио вакцина е вакцина против детска парализа. Тоа е жива вакцина која е добиена, која содржи ослабени атеноисани честички протеини против полиомиелитис, значи една од болестите која е доста заразна и предизвикува детска парализа кај децата. Тоа е Сабинова вакцина. Знаеме дека освен полиомиелитис, значи имаме и вакцина против дифтерија, тетанус и пертузис. Тоа е мртва вакцина која содржи токсоид од дифтерија и тетанус и инактивисани микроорганизми против пертузис, така наречена кај народот позната како црна кашлица. Понатаму можеме само да ги споменеме, нели, на 12 месеци според календарот кој го покажав, имаме мали сипаници, рубеола, заразни заушки. Заразни заушки, на 12 годишна возраст вакцина против хепатит Б, потоа имаме на 13 годишна возраст така наречена вакцина Адултис, значи која содржи токсоид против дифтерија и тетанус, без пертузис компонента, и на 18 годишна возраст ја завршуваме вакцината против тетанус. Би сакала... Да, вакцините се задолжителни. Да. Тоа мора да го споменеме, дека сите вакцини се задолжителни, а ние кажавме дека ќе се задржиме повеќе на МРП вакцината, која често е поврзана со аутизам кај децата. Зошто се создава ваква дилема помеѓу родителите? Вакцината, МРП вакцина, морам да напоменам, тоа е вакцина против морбили, рубеола или паротит. Значи мали која се прима од 12 до 15 месечна возраст. Тоа е вакцина против морбили или ситна сипаница, рубеола и паротит заушки. Самата вакцина е жива. Она се аплицира субкутано во делтоидниот предел на левата надлактица. Не знам зашто постои полемика околу тоа да ја споредуваат МРП вакцината со аутизмот. Можда затоа што детето првите зборови почнува да ги изговорува околу годинката, значи околу 11-12 месец, а тогаш ова вакцина се и аплицира, значи се користи. Знаеме аутизмот како настанува и знаеме што е уствари аутизмот. Значи, кај тие деца, уште од 10-11 месеци може да се приметат првите знаци. А не дека од вакцината има нешто? Да, а не дека од самата вакцина, затоа што ова вакцина значи ова вакцина се користи уште пред многу години и знаеме дека е доста битна. Зашто? Затоа што морбилите, ситните сипаници се доста контагиозни болести. Лесно се пренесуваат, нивниот клинички ток е доста тежок. Значи чак постои и смртност, како и паротитот за ушките, кој поготово кај машката популација ствара орхит, значи воспаление, а потоа доаѓа и до стерилитет. Самата вакцина не треба да постои забона кај родителите и не постои медицински доказ на помеѓу вакцината МРП и аутизмот. Дека од вакцината може да се создаде аутизм. Да, имаме аутизм. Добро. Тоа е во однос на МРП вакцината и каква е вакцинацијата кај нас во однос на МРП вакцината, дали родителите се согласуваат, нема некоја дилема во однос на таа вакцина, а подоцна ќе продолжиме и за ХПВ вакцина. Кај нас процентот на вакцинирани деца е одличен. Значи овде постојат и во последното тромесечие процентот на вакцинирани деца за сите вакцини и процентот е одличен. Значи имаме добар одговор и од ромската популација. Морам да напоменам дека во случај на епидемија, како што беше 2010 година, деца кои се родени 2010 година, кои се требали да примат тие месеци вакцина, кога се појави епидемијата... Епидемија на што? Епидемија против мали сипаници. Во 2010 година, кога беше таа епидемија, тие деца прима и бустер доза. Значи, 2 вакцини во размак од 42 дена. Значи, првата доза вакцина и после 42 дена се прима и втората доза. Ова вакцина, значи, имаме еднодозна е и ревакцинација која ги опфаќа децата кога ќе кренат прво одделение, значи во школа.
доста е битна, затоа што на тај начин ќе се зголеми колективниот имунитет. Самите деца во училиште кога ќе кренат, меѓу себе нивниот контакт, преку каплични инфекции се преносува ова вакцина, значи децата ќе бидат заштитени во училиште. Значи во прво оделение децата се ревакцинираат против оваа вакцина. Да. На она што најмногу алудиравме да разговараме за во оваа емисија е ХПВ вакцината и дилемата помеѓу родителите на 12 годишните девојчиња кои некои одбиваат да ја примаат вакцината. Ние зборувавме во вестите на Канал 8 дека само 14 девојчиња немаат примано вакцината, а сите други ја примаа вакцината. Да објасниме што е вакцината, што значи, зошто е задолжителна и зошто е ставена во задолжителниот календар на имунизација. Ова вакцина, да, за прв пат е воведена во Македонија 2009 година и е задолжителна вакцина према календарот на имунизација. Тоа е вакцина која ја опфаќа девојчињата од 12 годишна возраст. Тоа е мртва вакцина, рекомбинирана, значи не е вирус, значи самата вакцина не содржи вирус. Тој е протеин кој има антигени способности како ХПВ вирусот. Знаеме дека ХПВ вирусот е чест предизвикувач на преканцерогени лезии на грлото на матката и појава на генитални брадавици. 12 годишна возраст е тоа е највулнерабилна група кога девојчињата се сексуално активни, преносот на инфекции може да биде чест и затоа ова вакцина офатена во 12 годишна возраст. Тоа е мртва вакцина, се дава во 3 дози, значи на самиот датум на примање, втората доза е 2 месеца од првата доза, а третата доза е 6 месеци, значи од првата доза, или 4 месеца, значи постои едно растојание, значи 4 месеци од втората доза. Ова вакцина е против ХПВ вирусот тип 6, 11, 16 и 18. Зошто овие типови? Затоа што типот 6 и 11, хумани папилома вирус тип 6 и 11 е најчесто предизвикувач на генитални брадавици, а типот 16 и 18 е предизвикувач на преканцерогени лезии. Не значи дека самата вакцина ќе заштити единката од појава на овие инфекции, значи треба да се користи другите заштитни мерки, чести гинеколошки прегледи, ПАП тестови, користење на контрацептивни средства. Значи тоа се исто едни од мерките кои треба да ги користат. Да напоменам дека во Австралија ова вакцина се прима на 9 годишна возраст. Кај некои земји ги опфаќа и машката популација, значи не само девојчињата, дека и машките треба да се вакцинират, да ја примат ова вакцина. Да. Сега, токму и за тоа ја спроведовме емисијата, да кажеме дека има дилема и во Кучани, кажавме дека 14 девојчиња само оваа година немаат примано вакцината. Зошто се создаде таква дилема во јавноста дека дали треба или не треба да се прима, кога е веќе во календарот на задолжителна имунизација, веројатно дека треба да се прима вакцината како и сите други за кои нема дилеми помеѓу родителите. Родителите се често плашат да самата вакцина не предизвикува болест. Каква болест? Значи да самата единка се не зарази. Уствари вакцината не содржи ниту еден антиген од хумани папилома вирус. Вакцината е протеин кој ги има способностите да ствара антитела против тај вирус, против ХПВ вирусот 6-11, нели што ги напомнавме кои се тие типови. Затоа што вакцината е скоро воведена и секогаш постои дилема. Меѓутоа, да напоменам дека многу од заразните болести, значи како што беа порано туберкулоза, дифтерија, мали сипаници, се искоренети, некаде и ередицирани. Затоа и ХПВ вакцината се е вметната во овој календар на обавезна имунизација, затоа што често е појавата на овие заболувања, се почести и почеста, затоа што знаеме како се преносат, значи преку сексуален пат. Директен контакт и затоа е битно. ХПВ вакцината често е поврзувана и со други болести, не само со болеста на ХПВ вирусот,
Па тука да го споменеме и стерилитетот, па дека штити само 5 години, да го објасниме и тоа. Зошто еве луѓето мислат дека од таа вакцина, како што мислат за МРП вакцината, дека ќе предизвика аутизам кај децата, често ХПВ е поврзана и со стерилитет и со други такви лоши болести кои после може да остават последици врз здравјето на нивното дете. Родителите често користат интернет и фейсбуци и други средства на информација. Добро е да ги пратат, да пратат што е уствари вакцината, нивната корист, кој е бенефитот од самата вакцина. Меѓутоа, сите тие информации не мора да значи да се точни. Никој не може да стави точна граница, значи која информација е точна, значи на кој сајт да го користат за користење за информација, а кој не. Не постои медицински докази дека ова може да се деси. Дури единката во колку е заразена од хумани папилома вирус, али друг тип, пошто постојат доста типови. Самата апликација на вакцината може да подпомогне да се организмот избори против другиот подтип против хумани папилома вирус. Така да вакцината е чак и корисна. Значи, вакцината го штити организмот од заболување, инвалидност, морталитет. Да. Што после 19, односно 17 години од кога применили, 5 години е заштитено девојчето кој тоа тај период се рачуна дека е најсексуално активен и вакцината штити 5 до 7 години, што не мора да значи Добри, после 17 се сексуално активни девојчињата, да, така али што свеста кај самите девојчиња е на повисоко ниво и користат, значи, и други средства за сама заштита, често посетуваат гинеколог, користат Папа Николау тест, значи сето тоа се едни од мерките, што не мора да значи да самата вакцина ќе те заштити, али помага да се организмот избори и на еден начин го штити да се избори против тај вирус. Сега можеме да ги кажеме и другите вакцини, ги споменавме дека нели од раѓањето па 1 месец па 6 месеци имаме вакцина, 12 месеци, потоа 2, 3 и 5 месеци, 2, 3 и пол месеци, значи тука кои се оние ревакцини, стигнавме до 12 месеци, односно 18 месеци. Кои се тие вакцини кои треба тука деца да ги примаат? Тоа се на 18 месеци, тоа се уствари ревакцини на претходните дози. На 18 месеци детето прима вакцина против дифтерија, тетанус и пертуз, значи дитепер вакцина, хемофилус инфлуенца и полио, значи капки кои се дават, кои се аплицират по 2 капки во устата и секој пат ќе кажеме на самиот родител да пола сат после примањето на самата вакцина не треба внес на течности, на сокче, млеко, чак дури ни цуцла да користи. После 18 месеци имаме втора ревакцина на дитепер, тоа е на 3,5 годишна возраст. Ова вакцина се аплицира интрамускуларно во ножето кај децата. Доста е болна самата вакцина. Што уствари зашто е болна? Значи имаме и нуспојави со самата вакцина, значи ќе се јави температура, бол, оток на самото место. Ние ги информираме родителите да често ставаат ладни облози на самото место и во случај, значи пожелно да се појави покачена температура од самата вакцина. Во колку е температурата над 38,5, тогаш ја советуваме мајката да даде некој антипиретик, овој случај или парацетамол или ибупрофен. Зошто е болна вакцината и зошто се јавува температура? Ова сака малку да напоменам дека самата вакцина е уствари активна имунизација. Имунитетот е уствари способност на организмот да се избори против некој агенс, бактерија, вирус и со против бактерија, вирус и имунитетот може да биде вроден, значи и може да биде стекнат. Стекнатиот е активен и пасивен. Всушност, активната имунизација е уствари вакцината. Со апликација на самата вакцина во организмот се активира, целиот имунолошки организам се активира. Овде се стварат и фагоцити, тумор некрозис, клетки, интерлеукини 1 и 6. Тоа се се и пирогени супстанции. Значи, они доведуваат до покачување на телесната температура, али уствари телесната температура е одбрана на организмот да се избори и да створи антитела против тој антиген. Е симптом кој не треба да се свати многу сериозно, затоа што знаеме дека е од вакцината. Да. Значи, после секоја вакцина, значи, секоја вакцина носи со себе и несакани дејства. Тоа е уствари болка,
оток на самото место, може да се појави температура, малаксалост, Да. значи тоа се нуспојави. Значи, напоменавме на 3,5 годишна возраст е ревакцина за ДТП, потоа следи вакцина ги опфаќа децата во прво оделение, значи ревакцина на МРП, вакцина против морбили, рубиола и паротит, а на 7 годишна возраст тоа е вакцина, ние викаме ВАКС, значи вакцина против дифтерија и тетанус, без пертузиска компонента. И детска парализа, така? Да, и внесуваме, Ревакцина. да, и ревакцина, внесуваме и капки против детска парализа. Потоа на 13 годишна, значи на 12 годишна возраст, тоа е само за девојчињата, вакцина против хумани папилома вирус или ХПВ, за која зборувавме. И на 13 годишна возраст, негде тоа се деца кои се 8 оделение, значи дите адулт, значи вакцина која содржи токсоид против дифтерија и тетанус. И овде користиме исто полиокапки против детска парализа. На крајот на 18 годишна возраст, со тоа завршуваме, тоа е чист тетанус, значи вакцина против тетанус. Да. Ова вакцина штити 5 до 7 години, значи ако дојде до некоја повреда, лицето ќе биде заштитено до некои 22-23 години. Так. Тоа е во однос на календарот на имунизација. Уште еднаш ќе кажеме дека тоа задолжителни се овие вакцини. И сега имаме и контраиндикации за вакцината, па тука можеме да ги спомениме сите контраиндикации на овие вакцини кои ги кажавме. Наравно, постои контраиндикации дека моментално вакцината не може да се користи. Тоа е акутна состојба, значи покачена телесна температура. Значи, кога детето е болно, мајката сама напомена, значи има температура на 38 со 5, ние обично кога е болно детето не треба да прима вакцина, тоа го знаат сите родители. Ние советуваме да родителот понесе и крвна слика, да видиме дали детето е здраво или болно. Зошто треба здраво дете да приме вакцина? Може ли да појасниме? Да, затоа тоа е битно за самиот имунитет. Значи, кога детето е болно, имунитетот е веќе активиран да се самиот организам избори. И сега кога ќе внесеме и друг антиген, значи продукт на самата бактерија, токсин, токсоид или жива вакцина, која она нема да предизвикува болест, него кога ќе активира целиот имунолошки одговор и додатно претходно постои вакцина кај самото дете, значи организмот наравно ќе се избори, него тоа ќе биде малку потешко. Да. Температура ќе се појави, таа ќе трае негде 3 до 4 дена, можда и повише, и ќе се појави негде забуна кај самата мајка. Вакцината исто не треба да се користи и кај деца кои се со мала телесна родилна тежина или кои се биле сместени во инкубатор или кои се примали крвни деривати, значи плазма, декартирани еритроцити, тогаш самата вакцина ја одлагаме за 3 месеци. Детето прв пат ќе прима вакцина на 3 или 4 месечна возраст. Значи трпи одложување во такви случаеви или кога ќе приме комплетна крв, тогаш се одлага за 6 месеци. Вакцината исто се одлага кога постои од претходни апликации, значи поствакцинална компликација, значи од претходните дози. Значи може да се јави алергија на некој од компонентата, затоа што напомнавме за МРП вакцината, самата вакцина е произведена на фибробласти на ембрион, на пилешки ембрион. И затоа прашуваме дали детето е алергично на белка од јајце. Али како алергично, значи дали дали се појавила анафилактичка реакција од белка од јајце. Ако тоа во типот на благ осип, вакцината можеме да одложиме за месец до 2. Значи поствакцинална компликација кај лица кои се имунодефициенти. Што значи тоа? Лица со ослабен имунитет. Може да биде дете заболено од мајка која е преносител на ХИВ, значи СИДА. Може да биде деца кои се на хронична кортикотерапија, имуносупресивни лекови, деца кои имат малигни заболувања. Тоа се контраиндикации. Деца кои примат, кои се на хронична терапија на кортико по типот, значи на инхалаторни кортикостероиди, како што се фликсотиди пумпица, тука вакцината ја не одлагаме. Тоа не е контраиндикација. Не е контраиндикација ако детето прима антибиотска терапија после 3-4 ден. Да. Значи и тоа не е контраиндикација. Исто контраиндикација и бременост, лактација,
трансплантација на органи. Тука вакцината не сме да се приме, значи може да се одложи. Затоа постои стручен тим, значи кој се состои од епидемиолог, педијатар, инфектолог, кои одлучуваат дали детето смее да ја прими вакцината или не. Битно са за самите живи вакцини, единствена контраиндикација кај самите живи вакцини се лица со ослабен имунитет, значи имунодефициентни. Кој е бенефитот од самата вакцина? Вакцината спречува појава на заразно заболување. Се штити организмот, значи од самото заразно заболување и другите единки околу него. Се намалува смртноста од заболувањето, спречува инвалидитет, ги спречува појавата на епидемии, а на тај начин се зголемува колективниот имунитет. Вакцината ги намалува и трошоците на лекување, ги намалува и трошоците на заболувањето и на тај начин обезбедува и здраво поколение. Би сакала да искористам ова прилика. Често постои кај нас забуна зошто кај нас имаме толку многу вакцини и зошто децата често, значи после месец-два повторно се вакцинираат. Споредувајќи ги календарите на имунизација нашите со другите земји, Швейцарија, Германија, овде имаме и случај, например, дете кое претходно живеело во Белгија и од било која причина е дошло да повторно живее овде. Тоа примало чак вакцина и против ротавирус, пнеумокок. Овие вакцини кај нас ги нема и не се обвезателни, значи не постои во календарот на имунизација. Али Министерството за здравство стреми да во 2015 година воведе Пентавакс вакцина. Тоа е вакцина кој содржи, значи, 5 компоненти против дифтерија, тетанус, полио, значи овде е инактивно, значи полио овде се не прима преку капки, него интрамускуларно, тоа е инактивен полио. Значи напомнете, значи дитепер, хип, полио, значи имаме пнеумокок. Тоа се вакцини кои тек ќе се воведат во 2015 година. Во поедини земји имаме и вакцина против варичела. Во Австралија, например, имаме вакцини против варичела. Кај нас ова вакцина нема. Дури они имаат повише вакцини кај нас, за разлика овде во Македонија. Вакцината е задолжителна и се поставува прашање дали родителот мора да го вакцинира своето дете и дали постои за тоа законска регулатива, дали постои казна ако не го вакцинира самото дете. Пошто се работи за деца кои се од 0 до 18 годишна возраст, тоа се неполнолетни деца. Да. И самиот родител одлучува дали детето ќе ја прими вакцината или не. Ова го користам и како апел до самите родители, дека вакцината не е штетна, дека вакцината треба да ја користи секој дете, на тај начин ќе се заштити детето од самата болест, која е доста заразна и контагиозна, например, против морбили, рубеола, паротит. Тоа се штити само целото население. Целото население. Да. Паротитот за ушките кои се доста истобитни и кои ствара стерилитет кај машката популација. Затоа постои и кривична пријава, значи ние сите ние праќаме покани на самиот родител, кога повторно после вториот, третиот пат не одговорат на самата покана, ние го проследиме тоа до институциите кои се надлежни за тоа. Кои се надлежни за тоа во Центарот за јавно здравје. Тоа е во однос на задолжителноста на примање на вакцините, но што со оние кои одбиваат упорно да ги примаат, освен казна, нели, што со тие девојчиња еве 14 кои не ја примале ХПВ вакцината? За тие девојчиња постои и парична казна, која за тоа води инспектор кој ги води тие деца, кои доколку не ја прима таа вакцина, постои, значи ќе сносат и трошкови и самото дете го ставаат во ризик дека детето нема да биде заштитено од самата вакцина. Многу болести во некои земји се ерадицирани од поедини заболувања. Македонија во 2002 година
спаѓа во групата со другите земји од Европската Унија дека ослободена од полио, што значи дека последен случај против детска парализа 1987 година, а последен случај за дифтерија 1967 година. Тоа е многу добар податок, дека претходно, ајде да се сетиме пред 10-15 години колку беа оболени од туберкулоза, че нивните компликации, честата појава на детска парализа, дифтеријата, малите сепаници, тоа се доста контагиозни болести. Тие болести се пренасат преку каплична инфекција, преку дишење, преку кашлање. Значи многу лесно. Да, многу се лесни, многу лесно се пренасат. Самите предизвикувачи, клиничкиот ток е доста вулнерабилен, значи брзо се јавува и висока температура, и малаксаност, доста се контагиозни, се доста шири, се појавува епидемии. И затоа пожелно е со самото вакцинирање се зголемува и колективниот имунитет да се спречи појавата на овие епидемии против заразни заболувања. Значи, туберкулоза во последните случаеви, не знам колку има случаеви на туберкулоза во последните 10 години, за полио исто така, за дифтерија, за тетанус, е исто и за ХПВ вакцината. Со ХПВ вакцината ќе се зголеми колективниот имунитет и појавата на овие заразни заболувања, значи појавата на генитални брдавици, преканцерогените лезии и канцерот, значи ракот на грлата на матката, ќе биде се помал и почесто со тоа единката ќе се заштити. Дилемата можеби постои меѓу родителите затоа што самите тие родители не ја примале ХПВ вакцината. Кажавме дека од 2009 година. Зошто ХПВ вакцината не е од самиот почеток на вакцините? Затоа што ова вакцина е скоро воведена кај нас и самата вакцина затоа што сега младата популација е порано сексуално активна. Порано сексуално активна. Што често не било случај со нашите баби, така? Да, со нашите баби и ова, значи децата самите девојчиња често ги менјат своите сексуални партнери, не користат заштитни средства. Со оглед на тоа се воведе и оваа вакцина. Да, со оглед за ХПВ вакцина. Да напоменам, значи ерадицирана е и појавата на постпартален тетанус, значи после пореѓајот често се појавувало и тетанус кај мајките. Сега тоа е искоренето. Со честата вакцинација, со честата имунизација, поедини болести се и чак и ерадицирани. Зашто е вакцината задолжителна? Воколку самото дете сака да отпатува во друга земја или да го продолжи своето школување, студирање во другите земји, секогаш му е потребно документ која е вакцина примило и дали е редовно вакцинирано за упис во основно образование, во школите, за упис во самите градинки. Детето мора да има обовезнателна имунизација и самото да биде заштитено, а и да биде заштитени и другите деца околу него кои се во контакт. Вакцината, тоа сакав да напоменам дека во поедини земји кои се ендемски за туберкулоза, кои се ендемски за полиомиелитис, како што се Пакистан, Афганистан, во колку лицето сака да отпатува во тие земји, мора да приме доза. Значи една доза против полиомиелитис, да биде заштитено во тие земји кои се ендемски, значи честа појава на ова заболување. Кога сме веќе кај патувањето на децата во други земји, често нели родителите отпатуваат во други земји, кажавте вие дека задолжително да се има картон на имунизираното дете, но дали може таму во таа земја доколку живе да си продолжи со вакцините? Наравно. Значи самата земја и ќе продолжи со календарот како што си ја има таа земја, така? Да, па исто на таа земја. Да, и обратно. Значи деца кои се живееле во друга земја од било кои причини, го промениле место на живење, значи повторно се вратиле во Македонија. Ги споредуваме нивните календари на имунизација со нашите и гледаме детето до која година е вакцинирано и која е следна вакцина кај нас. Исто и за
и Без обратно. разлика што има некои разлики во календарот Па на да, имунизација. да, има, например, во другите земји има вакцина против менингокок, пневмокок, исто вакцина која штити против појава на менингитис. Можно ли е воведување и кај нас на таквата вакцина? Да, значи напоменав дека Кажавте дека до година можно е, да, да 2015 година Министерството за здравство планира воведување на Пентавакс вакцина, која е одлична. Значи, со еден убод ние сме заштитени и против детска парализа, дифтерија, тетанус, хемофилус инфлуенца. Значи, тоа се се компоненти. Кажеме, заборавив да напоменам дека постои моновалентна и поливалентна вакцина. Значи, моновалентна е која содржи една компонента против еден предизвикувач, како што е вакцината за хепатит Б, како што е вакцината против туберкулоза или БСЖ вакцината. А поливалентните кои содржат повеќе компоненти против повеќе предизвикувачи на заразни заболувања, како што е ТТП вакцината, како што е МРП вакцината, значи против морбила, рубела и паротит, дите ваксот, адултот, тоа се двовалентни вакцини. Доктор Марија, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во студиото на Канал 8 за прв пат, да објасниме на луѓето, на родителите, зошто треба да ги вакцинираат своите деца, зошто е задолжително да се вакцинираат, а кажавме дека посебен акцент имавме за МРП вакцината, за која постои сомневање дека нели дилема помеѓу родителите дека предизвикува аутизам кај децата и ХПВ вакцината за 12 годишните девојчиња. Благодарам уште еднаш, се надеваме понатаму ќе соработуваме. Благодарам и на вас и ми е чест што сум гостин во вашата емисија. Благодарам. Почитувани гледачи, разговаравме со доктор Марија Тодоров, инаку лекар по општа медицина, кој работи во вакцинациите при Здравен дом Кучани. Разговаравме за вакцините и зошто се задолжителни истите, со посебен акцент на МРП и ХПВ вакцината. Се гледаме следната среда во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.